Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк одржа консултативна средба со членовите на Советот на општина Тетово. Хрватски ученици го посетија најмалиот етнолошки музеј во светот во Тетовско џепчиште. СВР Тетово со апел до земјоделците да не ги палат стрништата, со цел да се избегнат големи последици од ширење на пожари. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк вчера вечер одржа консултативна средба со членовите на Советот на општина Тетово. По презентацијата на предлогот и дискусијата одлучија во следниот период да одржат и други средби со цел приближување кон решение. Иако ја поддржуваат граѓанската иницијатива Тетово да добие градски парк, сепак тетовските советници гледаат проблеми за нејзина реализација. Според председателот на Советот Бесар Дурмиши, проблем представува експроприацијата на приватното земјиште, кое се наоѓа на урбанистичките блокови кои иницијативата ги предлага да се пренаменат во намена Д, тоест зеленила. Ова иницијатива, добра како иницијатива, ние ќе го поддржуваме, но овие места, например Шикелак, Монопол, сите се беа места на државно нивно и се продадени на приватни инвеститори, да. И додека ние да се спремнеме да влегуваме во експроприација за да направиме еден парк, голем парк, тоа ќе не земе, да кажеме, 30-40 години да направиме експроприација. Ова треба како иницијатива ние до крај ќе го поддржуваме. Сите места каде што се во имотниот лист излега дека се во собственост на општина Тетово, ние заедно ќе ги правиме паркови. Но тие места каде што се во приватни инвеститори, таму многу е тешко да се направи парк, пошто знаеме дека многу проблеми, финансиски проблеми има општината, знаеме како отиде во процесот за експроприацијата, зема многу време. Независниот советник Хамди Сулемани, кој е председател на Комисијата за урбанизам, вели дека ова е една од најдобрите иницијативи во градот и додава дека тоа е долготраен процес поради имотно-правните односи, поради што треба поддршка и од централната власт. Ја поздравувам иницијативата, секако дека ние ќе даваме поддршка, но заеднички ќе треба да седнеме сите чинители и со инвеститорите кои што се потенцијално, и со општината, и со урбанизам и со Министерството за транспорт и врски, кој ден денеска го прави најголемиот проблем за решавање на генерален урбанистички план во градот, за деталните урбанистички планови, па потоа треба да се види како тоа може да се решава етапно, фазно, и тоа е една од најдобрите работи што ќе му остануваат на градот и во историјата на градот. Од иницијативата велат дека делумно ги разочарува што во очите на советниците повеќе доминираат пречките и изговорите, но сметаат дека нивната поддршка да се продолжи кон соработка со цел реализација остава простор за успех. За дел од нашите ставови не наидуваме на разбирање од советниците, сепак постигнавме согласност следниот период да продолжат ваквите средби и во тоа светло ние изразуваме надеж дека сепак, на крајот, колку и да е тврд, оревот ќе омекне и дека ова апсолутна вистина, дека законот дозволува на општината да го употреби своето законски утврдено право, своето силно оружје, тоа е да утврди урбанистичка намена за парк која ќе спречи изградба на згради на овој предложен потек, дека ќе стане вистина и како што ќе соработуваме следниот период, ние ќе бидеме цело време конструктивни и отворени за соработка и за долг период. Ние имаме доволно мотив, црпиме. Мотивот ни е поддршката од огромен број од граѓаните до овој град и од стручната јавност. Иницијативата Тетово сака парк, граѓанскиот предлог подпишан од над 60 интелектуалци до општината го поднесе на 21 февруари, додека истиот го поддржаа и над 3000 граѓани на онлайн петиција. Бараат да се направи вистински парк во градот, познат по аерозагадувањето и градежната експанзија, затоа што сега има 0,2 метри парковска површина по жител, а според Светската здравствена организација треба
треба да бидат 9 метри квадратни по жител. Ученици од гимназијата од Копривница, Република Хрватска, денес го посетија најмалиот етнолошки музеј во светот во Тетовско џепчиште. Оваа активност е во рамки на проектот Еразмус во соработка со Средното училиште Моша Пијаде од Тетово. Денеска поводот е имаме гости од Копривница од гимназија и во таа пригода денеска сме тука кај музеј, најмалиот етнолошки музеј во светот кај господин Моне. Во истата прилика му се заблагодарувам на Моне што секогаш ни излага у пресред за нашите активности каде што нашите гости од Хрватска може да го посетат ова наше македонско благо. Ова денеска посета е на земјоделското училиште каде што земјоделското училиште со другите училишта од Хрватска имаат проекти со Еразмус и тоа прилика ние успеавме да дојдеме до нив и да искористиме да ги прошетаме денеска и да бидат наши гости. Ево овде смо дошли у склопу Еразмус програма размene, dakle школе партнери кои Дојдовме тука во рамки на проектот на програмата Еразмус за размена помеѓу училиштата кои соработуваат. Math, Music and Art will keep you smart. Вчера имавме активности со нашите партнери и не угости македонско-хрватското друштво, а денес не донесоа да го видиме најмалиот музеј во светот. Многу е убаво, сите се љубезни, храната е прекрасна. Ги посетивме и Скопје и Охрид. Домаќини су били прељубазни и ево стварно смо видели јако пуно ево љепота овде. Обишли smo i Skoplje i naravno i Ohrid evo također. Evo, lijepo nam je bilo jako ovih 6 dana u Makedoniji i Tetovu. Posebno hvala evo za ovaj zadnji dan. Убаво ни беше овие 6 дена во Македонија и во Тетово. Благодарност до македонско-хрватското друштво и на најмалиот етнолошки музеј за денешниот ден. Понесовме многу спомени од тука. Музејот е прекрасен. Видовме некои предмети кои ние ги имаме во Хрватска, но видовме и некои експонати кои досега не сме ги виделе. Домаќинот ни објасни за нив. Традицијата е прекрасна, треба да се одржува. Domaćin je vrlo ljubazan i samo neka tako nastavi, takve stvari treba tradiciju održavati. Имаме гости, музејот има од Хрватска, од Сдруженијето на македонци во Хрватска кои соработуваат со музејот и повеќе пати биле може не истите, али од Хрватска имам гости. Ние сме како братимени, да речеме, или ќе се братимиме. Им прикажав музејот и сите работи од кога постои што се интересирава ги внесов внатре и им кажав дека ова е наше национално македонско богатство, им кажав карактеристични предмети кои се наоѓаат во музејот. Најстариот предмет 25 милиони години, тоа е дел од лава кој потекнува од Кратово, потоа ковчегот од 1896 година од Камила и некои работи кои ги се интересира за рабушот од времето на Османското царство и така се дружиме тука и понатака во амбиент убав како македонското сонце. Со едукација и доопремување кон подобра услуга за пациентите во локалните медицински установи, изјави министерот за здравство Беким Сали во интервју за Радио Слободна Европа. Со тек на време ние забележуваме дека клинички центар во Скопје се повеќе се полни со пациенти. Исполнетоста на кревети во клинички центар достигнува и над 85%, 90%, а во внатрешноста во општите болници кои се од секундарно ниво или па клиничките центри како Тетово, Штип и Битола, исполнетоста е околу 40-50%. Сметам дека и примарните здравствени услуги треба да се даваат навремено и пациенти треба да се обраќаат кај примарното ниво за да ги добијат здравствените услуги во примарно ниво. Тоа со тек на време, знаете како, имаме многу болници од внатрешноста кои што не извршуваат некои услуги, поради тоа што поради заминување на дел од кадар, нели, секоја здравствена услуга во секундарно ниво е тимска работа. Еден вработен кој што си заминува од земјата за жал или па се пензионира, таа услуга веќе не се извршува во одредена болница. Има голем недостиг на кадар во внатрешноста и затоа пациенти се препраќаат во Скопје, односно клинички центар Мајка Тереза.
Тоа е еден голем предизвик за мене и за Министерството да го решиме, да ги вратиме повторно пациентите да добијат здравствена услуга во местата каде што живеат. Со комплетирање на мозаикот за пружање на една услуга. Мозаик значи доопремување, до едукација, обезбедување на кадар, значи обезбедување на оддел или простор за работа, значи достоинствен простор за работа. И сметам дека со комплетирање на тој мозаик за пружање на една услуга, сметаме дека ќе постигнеме ниво да дојдеме до момент кога пациент ќе се добие и терцијарната услуга во местото каде што живее, односно во клиничките центри Тетово, Штип и Битола. Европската комисија ќе набавува газ и нафта за Северна Македонија колку што ќе има потреба, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Европскиот совет донесе одлука за колективна набавка на газ и други извори на енергија во име на земјите членки со цел да се намали зависноста од газ и нафта од Русија. Меѓутоа, тоа што е важно е дека земјите од Западен Балкан за прв пат се вклучени рамноправно во овој нов механизам за набавка на газ и нафта, што значи дека колку што ќе имаме потреби за газ и нафта, Европската комисија ќе набавува во наше име. И ние сме рамноправно вклучени, така да мислам дека и кај нас тоа ќе влијае во намалената зависност, бидејќи тука ги добиваме во цена, бидејќи кога купувате по големи количини се разбира дека и цената е пониска, меѓутоа и дава одредена сигурност. Така да Европска комисија ќе набави колку што ние ќе имаме потреба за набавка на извори на енергија. СВР Тетово со апел до земјоделците да бидат особено внимателни и да не ги палат стрништата, со цел да се избегнат големи последици од ширење на пожари. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел и предупредување до земјоделците, но и до сите други да бидат крајно внимателни кога се движат или работат во полето и посебно да не ги палат стрништата, меѓите и сувата трева, зашто огновите брзо можат да се прошират, а посебно ако времето е ветровито. Се апелира исто така на целосна внимателност и на излетниците кои за викендите престојуваат на отворено и неретко палат огнови и потоа заминуваат од местата, зашто ризикуваат да се соочат со ригорозни законски санкции, односно со соодветни поднесоци, и треба да знаат дека затворските казни за намерно предизвикување пожар се движат од 3 до 8 години, согласно член 227 од Кривичниот законник, зависно од видот на пожарот, причините за неговото настанување и другите околности и последици. Со оглед на тоа што деновиве значително зголемена е вкупната динамика на подрачјето, пред се на полошките ниви, секторот за внатрешни работи Тетово веќе презема координирани превентивни и други мерки, кои во наредниот период уште повеќе ќе се интензивираат, со цел навреме да се пресретнат можните причини за настанување на пожари. Во наредниот период исто така координирано со други институции ќе се засилат и секојдневните контроли на подрачјето во функција на брзо откривање и ефикасно санкционирање на сите оние кои намерно или од невнимание предизвикуваат полски, шумски или други пожари. Овој апел најмногу произлегува од тоа што престојат потопли денови, кога ризиците за избувнување на пожари ќе бидат уште поголеми.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова саботно издание на регионалните вести. Имајте пријатен викенд.